Почитувани, еве стигнавме и до емисијата Очи во очи на телевизија 24, вие јас и Сомухич, во која можеме да продолжиме на некој начин да дискутираме за темата која беше актуелна и денеска во рамки на првата тема на емисијата во тек, а за која се чини некако се помалку изгледа, може би не е така, но барем и по однос на ова за денеска што мислев да го дискутираме, дискутираат токму тие кои и најмногу не се согласуваат околу тоа. Имено минатата недела во четвртокот, ако не се лажам, владеачката ВМРО-ДПМН преку парламентарната комисија за прашање на избори и именување, пратеникот и Ѓорѓе Сајковски, го предложија професорот Гоце Наумовски за нов уставен судија. И тоа отвори нови препукувања меѓу опозицијата и власта, па и во јавноста, дискусии и дебати. На некој начин, се префрламе од она што го дискутиравме денеска, обвинителството и перспективите на тој дел од правосудството преку очекувањата од новиот обвинител, а еве сега доаѓаме токму до ова. Имено тој предлог од крајот на минатата недела, кој велам одеднаш ги тие никогаш не се ни смирија, но дополнително ги тие страсти разбранува или очигледно таа постојана потреба да се веќе станува можеби тоа и навика како тенисери или слично, па можеби и насон само си дофрлаат топки. А велам зошто можеби е тоа така? Затоа што се разбранува тие меѓусебни дофрлања околу предлогот на во овој конкретен случај професорот Гоце Наумовски за нов уставен судија. Имено опозицијската СДСМ реагираше дека со ова всушност се потврдува намерата на власта да ги земе под целосна своја контрола судството и обвинителството, а како основа за тоа истакна дека предложениот професор за нов уставен судија за испразнетото место на Јадранка Дабовиќ Анастасовска, која минатата година во декември си поднесе оставка поради здравствени и лични причини. Ете таа барем кажа денеска на констатирањето на оставките на Беслимовски и Ристевска, тие не ги образложија. Но имено значи дека опозицијската СДСМ тврди дека со ова всушност се партизира судството, односно не можеме да зборуваме за непристрасност, туку за исклучиво кадровско решение, имајќи предвид дека станува збор за надворешен советник на премиерот Мицковски од областа на правото, ако не се лажам, но и дополнително дека е брат на поранешниот заменик премиер за евроинтеграции во една од претходните влади на ВМРО-ДПМН, Васко Наумовски. И во таа смисла велам дека значи не можеме да зборуваме за независно и непристрасно судство, туку напротив хронолошки ги поврзаа смената на јавниот обвинител, планираниот избор на обвинител, па сопруга на градоначелник на ВМРО-ДПМН назначена за член на судски совет и така натаму, и сега советник на премиерот да биде уставен судија. Во секој случај интересен е тој кариерен пат на тие не само функционери, туку и во случајот дали станува збор за биографијата секако дури како што ВМРО-ДПМН и без да тврди дека импресивната навистина значајна, дека станува збор за редовен професор на катедрата по римско право и така натаму, предава повеќе предмети.
Меѓутоа, во секој случај, имајќи го предвид тоа дека за да се дојде на тие клучни места, директорски на јавни предпријатија или функционерски и така натаму, министерски и слично, попусто е, значи, каква и да имате биографија, ако немате таква некоја релација, ако не е она од типот роди ме мајко со късмет или роди ме мајко да имам некаква врска со функционерите, ништо не ви помага од биографиите. Сега во таа смисла е, барем така и почна оваа конфронтација, дека всушност станува збор за професор со добра импресивна биографија или добро импресивна со солидна биографија. Нормално, ако е професор и тоа по такви и во такви сфери и области, јасно дека треба да ги исполнува и ги исполнува, но ете потоа напреднал и дотаму токму не само значи биографски, туку збогатувајќи таа биографија и како конкретен придонес во улогата советник на премиерот. И сега, како резултат на, односно, може би како некое логично надобрзување, доаѓа предлог од политичка партија за тоа тој да биде нов уставен судија. И велам, реакциите од опозицијата се тие кои ги спомнав, наспроти пак од ВМРО ДПМН, кои велат дека Наумовски не е ниту член на партија, туку е угледен професор и така натаму, за разлика од предлозите кои СДСМ ги давале и кои биле целосно партиски решенија, односно дека тука апсолутно станува збор за непристрасност и човек од кредибилитет. Како и да е, денеска, значи, ете, практично викендот не делеше, предлогот беше во четвртокот, па реакциите во петокот, потоа го имавме викендот, а денеска, ете, на пленарна собраниска седница со 63 гласа за, 7 против, 0 воздржани, пратениците го избраа Наумовски за нов уставен судија и веднаш по гласањето Наумовски пред законодавниот дом даде свечена изјава, се обврза дека највисокиот правен акт во државата, уставот, ќе го штити совесно одговорно, значи ќе го почитува уставот и законите и така натаму. Интересно е тоа што денеска пак со не само убедливо мнозинство и не само експресно назначување, тоест експресен избор и веднаш свечена изјава, туку она што е уште поинтересно е дека денешниот избор помина без дебата и опозицијска оценка или критика, ако сакате. Критика не мора да значи нужно негативно. Го имавме, значи, тоа бранување за денеска да, ете, сето тоа така се заврши и она што беше од опозицијата коментирано, барем, ете, јас од информациите со оглед на тоа што сега, што туку почна и да се појавуваат, може да се каже дека опозицијска оценка воопшто сеедно, јасно е, избране, гласовите го прават своето, но не можете ништо да смените, но имате право да кажете. Особено ако мислите или ако сте кажувале, па и во оние времиња на, ете тоа, како го нарекуваат едноумие, така наречено да кажеме, па оној, нели, брз суд, па имале право да кажат барем. Не можеле ништо да сменат, но може да си каже. Ова помина некако без, велам, никаква, ете, оценка или критичка, ете, критички коментар. Така што еве да продискутираме ние токму околу тоа дека станува збор за Уставниот суд, институција која е клучна за правната сигурност на државата, дали со ова всушност навистина се прави една двојна проверка. Може и така ги гледаме работите. Проверен и професор и советник и слично и така натаму, го знаеме од сите страни проверен и навистина токму таков кадар и треба да дојде на такви места, или пак оној друг пристап, а токму тоа е дека ете, станува збор за кадровски решенија и всушност и ако нема намера
можност, простор да се контролира судството и обвинителството. И токму затоа, ете, на релација таа, барем која, како што почна, откако потекна предлогот, тоа препукување, дали станува збор за департизација на судството, со други зборови, дали ова е, сега особено, ти велам, не слушнавме некаква дебата при изборот, дали еве добивме нов уставен судија врз основа на еден непристрасен, и тоа вклучително и од опозицијата, ако сакате, или партизиран избор. 60-91-924-925, повелете кој ни е прв. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Се слушаме. Да, вие сте, се слушаме одлично. За човекот ќе кажам дека ми се чини дека е квалитетен, без обзира брат Пушо бил на функција, без обзира се некој што завзема страна, некој што критикува. Ќе кажам ја малце нешто поинаку. Во времето пред првобитната заедница, кога не било писменоста таму, тој главниот цар, крал што бил, седнат и народот собра и му дале вестник да прочита. Ама вестникот, он го држал напаку. Кога ги чита, и сите, еј, кралот чита. Ами се знае што чита, си зборува нешто. Ами истото го имаме во обвинителиве сега што ќе ги избират, чита особа, ама не знае што чита. Сум го повторил многу пати. На кого ќе му текни, ова што го кажам добро, на кого не. Значи, чита, односно зборува, не знае што е. Такви, самите треба да си се тргнат. За една црта, такви луѓе што се горе на власта, ако погреши да речат, извинете, јас не сум веродостоен да бидам тука. Не сум квалитетен. Не сум изграден. А не со ќутење ќе се протнам ја, има ступчиња па ќе ме држат. Ама тие ступчиња се виткат на крајот, па ќе паднеш негде. Така да, навикната држава наша, со тие завземање страни, тоа треба да се избриши. Да се удри по квалитет, по поштење, по солидарност, да народот осети дека стварно има нада за секој човек, за било што да се допри, дали било суд, дали било друг проблем некој да го разрешува, треба да... Така, благодарам, ете истече времето, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, се слушаме. Добар ден. Добар ден, во програма сте, ве слушам, да, повелете. Сега вака изо ја се зборувам. Да, повелете. Во кавана си почна да се слави трепун за крувување на возовите на... А тоа требаше да го организира најголемиот комбинат на Балканот секвеш. Значи, и министерот дојди, а не дојди во центарот на градот, беше таму во некој село и ние моравме да одиме во некој село. Значи, подхитно, овие сега што се изберат јавните обвинители, одма прво тоа да му биде работа, да го атат овој олигарство Свето Јаневски, а по него исто онија инвеститорите што ги правиат зградите кај Holiday Inn и кај Континент. Значи, ние немаме наталитет, а му се дават дозволи подхитно овие да градат згради. Значи, по 5 стана онија министри и судии купуваат у Скопје по 10. Кој ќе живее у тие станови, да ги прашам ја? Значи, ова влада треба најмногу да инвестира во наталитетот и во агро и во земјоделие. Да се зафанат одма со рад и да ги прве нови инвеститорите на кај Holiday и кај Континентал и одма подскитно Свето Јаневски, тој 4 децени владее, го уништило царството во кавана си и пошла и рако. И они треба да го слушат гласот на народ. 100 пати му е кажано на тој Свето Јанев 10 паса му додоа. После она е платежната агенција, тие 9 души ги искадува парите и субвенции немаме земено. И тој министрот кажува да не биле обработени. Па за ист пари како ќе работат? И затоа младите одат. Така, благодарам. Поздрав, повелете. Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам.
Почитуван водител стана Диме, повелете, да. Стана збор за наталитет. Па нашите млади не можат да издржат финансиски со 2 деца, не па со 3. Пропагандата на премиеров, да кажам, ајде, нели имаше, он пропагираше тамо пред изборите. Да се отдадете сите трето дете, ја да се отдадам на 75 години. Дури на градоначалникот на Битола, Коњановски, вика, ти да се завземеш. Па не знам, сега чекам резултат, дали ќе има мекици од фамилијата на Коњановски, ме разбирате? Веква, има бебче мекици. Почитам водителу. На времето, баџанакот на Мјалков, кога отиде за судија во Страсбург, сега треба да се врати. Некој дискутираше за тоа, наредба преку ноќ, Мјалков, Манасиевски и Диевски во Страсбург, така сега и ова, почитам водител. Ја не знам сега брат му на овој, на Умовски, Васко, како се викаше. Само Васко го паметам по едно многу злочесто дело. Кога он беше во Вашингтон, како наш представник, контактите со Нимис која ги имаше, Четеринска ја онесе патот натаму. Верували или не, проверете го ово, ве молам. Он не ја примил Четеринска. Не ја примил својата сограѓанка од Македонија. Не ја примил. И сега, ако овој Васко е таков карактер, не значи дека брат му ќе биде таков карактер, али некој вели партијата не била замешана, не бил партиски. Ите како почитам водител. Ите како. И понатаму, вака ќе се терка. Вака ќе се терка, ќе нема крај на се тоа. Благодарам, здрав жив пријател. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Здраво, почитуван водителу. Почити до вас, повелете. Почитуван водителу. Кажете, почитуван учеснику, да. Мислам да кажам нешто за овие советот за јавни обвинители. Добро. Кои излажаа народот. Да. Ја отвори денеска на интернет и го најдов во службен весник документот како се избира републички јавен обвинител. Се бара 10 години, не прекинат работен стаж, ама не до објавата за републички јавен обвинител. Додека за виш јавен обвинител се бара да има 8 години до објавата на кандидатура за тој виш обвинител. Значи, обвинителите, судскиот, советот на обвинители нас не излажа. Панчевски мора да даде жалба или до владата, или до институцијата јавни обвинители, или до ДКС. Да се види дали стварно Панчевски има непрекинат работен стаж, почитувам водителу. И ве мола, почитувам водителу, кога го слушам Дине, како кажува чизма вака, чизма нака, а ја ако кажам за неговиот лидер, Лигуш, ќе ми исклучите. Затоа ве замолувам, не му дозволувате така да се изразуе, не терате ние што сме за владата и ние така да се понашаме за неговиот лидер. А ќе биде и по-лошо кажано него чизма. Затоа ве замолувам, почитуван водителу, да го прекинете. Ако почне уште така да јаде, да не кажам што да јаде. Поздрав, почитуван водителу. Да, благодарам, поздрави до вас, почитуван учеснику. Се надевам дека ќе го задржиме барем тоа ниво, колку и да ви е форма, или во насока на вистина подсмев под превезот на таа лажна некоја љубезност, повеќе иронија и сарказам, дека сепак ќе остане на тоа, а не она што кажавте, имено полошо кажано. Токму тоа и не смее да се случува. Не дека се согласувам, оправдувам или поддржувам, напротив, значи се едно и чизма и што и да е, не сакам ниту да, за разлика од вас, ниту тоа да го кажувам, а не да одам за разлика од вас во насока полошо да кажувам нешто, но токму тоа е проблемот, значи, а вие би го кажале она што го кажавте. Па не, вие кажете другата чизма. Се едно, или кажете овој твојот е 2 чизми. Не кажувајте полошо. Или како што и завршивте, да не јаде, да не кажам што. Мислам, вас ве цитирам.
Значи, немојте да, особено ако некој нешто направил или несоодветно кажал, вие од тоа да акумулирате, изголемувате и да од, не знам, непристојност правите агресија, односно бес и така натаму. Пцовка, се едно. Што исто така агресија и напад своевиден. Така да едно е непристојно, задржете го нивото на непристојно, вратете ја топката во исто тоа. Не, тој би испратил серва, а вие на него со бейсбол палки. Па, прво не е коректно фер од ваша страна, тогаш зборувате за фер сооднос. Дајте, тој една чизма, вие две чизми. Така да во таа смисла се надевам дека и тоа, колку и да е под лажниот превез на некоја скромност и љубезност, дека тој израз на почитување на вистина ќе знаете да го вреднувате во иднина и дека токму доблестите ќе испливаат на површина, а не деструктивноста. И примитивизмот, односно дека токму тие други работи ќе ве стимулираат, а не лошите. Ако ве стимулира од чизма да добивате идеја некому да праќате што да јаде, па тоа е прашање на вашата мечта и фантазии. А не на тој што го кажал тоа. Тој си го кажал своето и го кажал тоа во таа рамка во која го кажал, почитуван. И драгијата, ако сакате, секако додека се придржуваме до начините на пристојна комуникација учеснику, да, секако, за да и бидете и понатаму. И учесник секако, а се надевам и почитуван. Повелете кој ни е следен. Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден, господин Со. Добар ден, поздрав, повелете. Фала на поздравот и се преостанува јас да ве поздравам вас и да поздравам гледачите на вашата телевизија. Да, благодарам, повелете. Господин Со, му државте добра лекција на господинот, меѓутоа нема да запали кај таквите не пали. Тоа тоа не е го што дал ке пали, не пали. Нема таму бонтон. Работата е ние да палиме тука како што треба, да. Јас кажам, вие добро кажувате, меѓутоа господинот кажал еден збор, овие ќе кажат 100 збора лоши и сега едниот збор за нив не е добар. При тоа подвлекувам, јас не велам дека другото е во ред и застанувам на страна, значи осудувам и тоа. Вие не заземате страна, меѓутоа му дозволивте на господинот да каже дека ќе да јаде и тоа се знаеме сите што му кажа да господинот да јаде. Меѓутоа јас ќе се задржам на тема, ќе оставам простор за друг пат, вака ќе биде слободна тема да му кажам на господинот дека ако сакаш да кажеш има време, место не е ова телевизија да кажуваш такво нешто. Јас сега гледам времето, не знам уште колку време господин Ишо. Да, па имате минута доволно, ајде 50 секунди. Да, бидејќи овде меѓувреме не исклучи струја, нема, меѓутоа ќе разговара. Панчевски господине Ишо е од судиите, од обвинителите е отстранет од речи го кандидат. И сега не може да се жали до владата. Владата не го отстранила, него до обвинителството. Ете имал поднесено барање за обвинителството да се жали за Кобајан имал таму, тоа не е битно. Меѓутоа зошто се става, темала ви е таа, зошто се става господине Исо партиски човек сега во Уставен суд? Уставен суд што направи господине? Уставен суд направи против државата 50 милиони оштети држава наша. ВМРО ДПМН вела дека не е член на партија. Како не е член кога беше советник на Мицковски, како не е член? Надворешен, непартиски. Велам што велат, не, значи исто како за чизмата, не оправдувам, поддржувам, ниту ова го велам јас, пренесувам. Да, се слушаме ли? А истече времето ќе добро. Да, значи велам, ВМРО ДПМН велат и всушност одговараат на оние прозивки. Тоа беше минатата недела, подвлекувам пак дека ова денеска експресно помина и некако јас барем очекував од толку, но изгледа од толку джева. Но тоа изгледа она, нели, каде што ќе слушнете има многу цреши, мало кошниче земете си, така и ова имаше галами пред викендот, па потоа викендот беше, па толку секое чудо за 3 дена, денеска помина експресно и ниту дебата, ниту критика, ниту се едно оценка
Во смисла на крајот на криштата, како и ние тука се објаснуваме, како што се објаснуваме, немаше такво нешто. Но, значи, вела, минатата недела како резултат на тие прозивки од опозицијата, од владеачката ВМРО-ДПМН, одговорија дека сега веќе новиот член на Уставен суд не е член на партија. Сега, веројатно, дали бил или не бил, туку е угледен професор. Јасно дека тоа професор не исклучува да се биде и член на партија. Не значи ако е некој професор дека не може да биде член на партија, но тие велат дека не е член на партија. Ајде, ова угледен професор се подразбира нормално и преку биографијата, и предпоставам преку тоа што бил советник. Да бил неугледен, не би го зеле за советник. Повелете, добар ден. Да, добар ден. Да, поздрав, се слушаме. Се слушаме. Да, поздрав до вас. Честитки за новиот уставен судија, успех во работата и се најубаво. Сакам нешто да кажам во врска со неговиот избор, избран во ред, партиски неопределен, и тоа е добро, али едно друго што би кажал, дека некои други знаци има дека партиски е определен. Уставниот суд се грижи да ја штити уставноста на државата. Уставниот суд вели вака: Уставен суд на Република Северна Македонија. Во заклетвата, дали Антонио Милошевски е виновен или новиот уставен судија, нека не го спомнува придавката Северна, али во заклетвата јас мислам дека пиши: јас ќе извршувам свесно, совесно и така натаму функцијата во Република Северна Македонија, а не во Македонија. Значи, го немаме продадено нашето име. Ние сме се пак Македонија, ако не сме, значи Северна. И моje мислење е така: не мора во овој случај, во заклетвата, веројатно во документот стои Уставен суд на Република Северна Македонија. Од Иво Карадич рекол вака: читај како што пишува, пишувај како што читаш. Ви благодарам. Да, ви благодарам и поздравам, и особено пак во правото. Тука е дословно секоја запирка значајна. Инаку едноставно запирка една буква, ако е за друго лице станува збор, кому му се суди? На ово или на оно, една буква ако е сменета, значи или законот се менува значењето. Така да на кого се однесува. Како и да е, значи дали има, што велите вие, знаци на, не знам, партиски или нема, сеедно, прашањето е, имајќи ја предвид токму сериозноста на институцијата. Тоа е носителот на државата во таа правна смисла. Дали може да се смета на тоа дека независно, кој како да има, не знам, чувства, склоности, приврзаности и така натаму. Не мора некој да е член на партија за да, не знаме, приврзани кон некоја идеологија. И така натаму. Не мора да оди во, не знам, некои верски храмови за да е навистина верник и слично. Прашањето е дали може да се очекува, значи, едно сериозно, професионално, независно, непристрасен пристап и од такви кои евентуално, како што вие кажавте, може би имаат и знаци на политичка. Да, политичка, но ова работа, потоа друго. Или нужно мора да се, значи, најде некој кој навистина ќе биде поминат ни сите тие филтри, да апсолутно, и дали може да се најде. Така да, прашањето е дали, ако е човек со силни морални квалитети и така натаму, се едно, и доколку има некој, не знам, велам, идеолошки наклонетости, да ги тргне настрана. Впрочем, еве, кога станува збори за председател на држава, тоа е и предвидено така, значи, ако е дел од партија, исклучете го тоа, сега сте на сите граѓани. Сега дали е тоа во пракса? Сепак станува збор за луѓе, не за интелигенција, мислам, она вештачка. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Да, убав ден и вам. Поздрав од Охрид. Благодарам. За квантитетите на новиот представник за Уставниот суд нема да коментирам.
сигурно ги има, што би професор предавал повеќе предмети, тоа сето да му го признаеме и да му го земеме за позитивна страна. Меѓутоа, од оно што го слушаме, јас не го слушав и неговата заклетва, ако стварно не го прочитал тоа Северна Македонија... Не слушнав, ние се оградувам, да, гледачите. Па јас се оградувам, ако него, кажа, независно тоа колку ние го сакаме тоа Северна, тоа е друго прашање. Но ако во Уставот стои дека треба да биде Северна Македонија, тој треба да го прочита тоа, па макар што се вика со пола глас, али мора да го прочита. Ова само дава до знаење дека човекот е партиски определен, и тој е симпатизер, ако не е член, но е симпатизер на некоја партија и некоја партија која е, да речеме, на таа страна, го предложила и затоа е тој избран да биде член на Уставниот суд. Сега одма ние не можеме да коментираме дали тој ќе ги штити интересите на ВМРО ДПМН или ќе ги штити интересите на државата. Тоа е Уставниот суд е држава. Уставниот суд е закон, каде што сите што сгрешиле, затоа се вика Уставен суд. Да не може да помине некој преку црвената линија. Ако е крив, извини господине, ово не е така и е вака. И на Уставниот суд не се коментираат одлуките. Ние ќе го видиме ова, кој ќе почне да крева два прста за која страна е, а дали треба да дигне два прста или не. Тогаш ќе кажеме ние не е партиски, зашто меѓу цела држава не е партиска и немој да зборуваме дека сето тоа не е така. Благодарам, поздрав. Повелете, добар ден. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Добар ден, повелете, имаме ли некого? Добар ден. Ало, да, поздрав, повелете. Сакам јас да коментирам врз со... Ало? Да, вие сте, сакате да коментирате, повелете. Да, сакам врска со изборот. Ало? Да, во врска со изборот. Слушате ли? Слушам одлично, повелете. Сакам да кажам неколку збора врска со ова сега новата изборна... Ма збора друг некој. Да, слушаме, да. И сакам да кажам човек што избран новиот уставен судија. Тоа, мислим дека јасна работа, дека ВМРО сака се да партизира. Тоа се очигледно гледа дека тој партиски човек ќе биде за ВМРО. И неколку збора сакам да кажам, имаше пред некој ден некоја емисија, бажно на друга телевизија кажа, вика, овие сите што се сега партиски, они се борат за партија, не се борат за народот, за државата. И секој што се постави на позиција, он си држе партијата што го поставила. И затоа мислим дека овој човек ќе биде само партиски и тоа се знае дека ВМРО сака да си партизира се живо, да си стае по нена капа. И ја мислим дека не иде на добро. И кој човек и да го оставят, ако партијата го предложи ВМРО, они ќе го изберат и готово. Тоа нема. Ја мислим дека односно тоа може тоа да кажем и тоа е се мислим така и пријатно фала. Благодарам, повелете и во друга прилика. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, се слушаме, да. Како заклучија по брат му дека и ова е ВМРО тврда верзија. Браво. Ти си ИСО по автоматизам СДСМ, ако гледаме по татко ти. Татко ти беше член на СДСМ и дел од таа... Не беше, тоа не е. Ајде, беше дел од таа коалиција, не беше. Добро, но не беше партиски, сега ако одиме до крив, мисламе бидеме прецизни. По автоматизам фамилиарно тежнете кон таа страна, пошто беше дел од таа коалиција. Каква влече кога не бил партиски, така да... Добро, да било од таа власт, така са... Како да речеме, та него како независен, не во таа власт, да. Ама нове не му даваме новиот ни шанса ни да биде независен. Да. Него ВМРО е готово. Дали се разберуваме? Тоа е тука проблемот. Разбирам, да, добро. Само ги појаснувам овие работи кои ненамерно можеби сакате ми ги припишете затоа. Не ви припишувам вас. Добро, ненамерно велам се едно. Се смеам со овие другите што не му дават шанса ни на грците да рекламираат заради тоа што нема Северна.
Тие се истепаја сега зашто Северна не рекол. Што толку ве боли вас да толку да Северна не рекол овај сега готово трагедија вие сетото. Немојте ве така. Вие немате представа колку се двата овде гениалци во својата професија, во своето знаење. Двата браќа тие, а не ги ни познават. Или па сега пак да се вратиме ке овој Панчевски, са не сме ние сигурни. Дали 10 години пред да конкурира треба да има континуитет или некогаш пред 13 години треба да има континуитет во правосудството. Никој не го каже сето. Или зошто му ги разгледвале документите и го држале во шах позиција која уште на старто не ги исполнувал условите. Зошто сето тоа? Зошто ова цела игра? И са најнаш на ВМРО нема, тука е спино, на ВМРО нема одговарал Панчевски за... Да, благодарам ве, поздравам. Не би требало да има дилема за тој совет на јавни обвинители или кое друго да е тело. Тие се затоа таму. Дали требало, еве ние дискутираме за тоа. Требало или не требало. Тие одлучиле дека не треба. Значи, велам, во нормални околности не би смеело да има дилема. Тие се особено 10 члена таму. Или да направиле грешка. Ке видимете што ќе биде со тоа, ако е направена грешка. По однос на ова јасно одредена побрзаност, јас во таа смисла исто ја развивам, затоа идејата таа дали е нешто сеедно семејно, пријателски, не мора да е семејно. Велам, пријателски доволно е, не мора ниту да е партиски. А впрочем, и ако е партиски, дали значи дека е? Партиски е додека функционира партиски. Има многумина кои, не знам, се конфронтираат внатре во партијата, па попусто што се партиски членови. Не можат да просперираат по линија на, да речеме, тие некои предности на тие кадровски партиски решенија, дури и наспроти квалитетот нивен. Клучниот момент е навистина значи релацијата пријателска, човечка, личниот интерес и така натаму, за да се протежира. Тука, велам, поентата е да се дојде до тие вистински човечки вредности. Со други зборови, дали ако не е партиски некој, дали значи дека нема да биде или дека не е подложен на влијанија, какви да се. Не мора нужно партиски. И обратно, дали ако е партиски, затоа и го кажав примерот со на крајот на криштата, законски што подразбира председател на држава. Да, бил партиски, но станува председател, треба да е на сите. Заборави го тоа. Така би требало, велам, да биде. Сега во таа смисла, велам и ова, значи, seедно, може ли да зборуваме и за тоа дека ако имаме на вистина сериозни квалитети, професионални, стручни, морални и така натаму, желба за стручно задавање на свој придонес во рамки на стручноста и така натаму, да независно од тоа што е и дури затоа реков, мора ли да е некој член. Може да има симпатија, некој афинитет кон партија. Може ли својата работа да си ја работи професионално, непристрасно, независно? Дали, со други зборови, се автоматски дисквалифицира, дали автоматски можеме да сметаме дека не може да има независност и непристрасност доколку има одредена релација. Затоа велам, значи, дали некого однапред може да го дисквалификуваме врз основа на некој друг. Затоа велам и seедно по однос токму и на изборите во судството, одредена поврзаност и слично. Дали нужно значи дека тоа ќе бидат? Нас, всушност, резултатите досегашни покажуваат дека тие се држат. А во принцип не би требало да е така, како кога ќе видите во некоја земја, не знам, министерка ја казнил полицаец обичен. Мислам, обичен, редовен. Или, не знам, па и премиери и така натаму имало и во Англија и слично, за, пречекорување на брзина и слично. Значи, каде што едноставно нема. Јас сум си тоа, полицаец сообраќаен и си ја работам работата, а вие тоа што сте премиерка или кралица, тоа е ваша работа и ваш дел од работите.
Вие сте направиле прекршок и јас ве казнувам и воопшто не гледам што сте вие. Во таа смисла свест, која ние, значи, ја немаме и ја монополизираме. Ако е, не знам, познат возачот на автобусот, кондуктерот, контролорот и така натаму, може. Ваш е автобусот. Како може? Или така натаму. Значи, не примена на институционалното, туку присвојување, кој како. Ако сте царина, нема што кој како, како кај си тргнал, што носиш, кај работиш. Секој подеднакво. Во таа смисла, значи, дали ние можеме да ги воспоставиме тие или не независно. Ако не можеме независно и да не е партиски, ќе му се најде начинот кој треба да дојде допред отаму и да тргува со интереси и слично, со влијанија. Повелете. Исо? Да, повелете. Дали се слушаме? Се слушаме, да, повелете. Не ја гледам телевизијата, не ја знам темата. За, овие судски работи, правосудни избор на обвинител, сега избране нов судија на Уставен суд и така натаму. Дали врз основа на како партиски кадар или врз основа на стручност? Партиски кадар, одма ќе одговорам. Партиски кадар, тоа го кажав и пред некое време. Што правиме ние? Кажав, иди ВМРО свој луѓе во судо. За 2 години го нема ВМРО, пример. Иди друга партија, други луѓе. Никој држава. Абе, оставите го судството да работи. Луѓе, еве, од тоа што ве слушав, замислете Улов Палме, председател на Светска 88 година, кој лажи, ајде да не се колнами за се, и полицајката си ја врши својата работа. Тој ја наградува за тоа што работи својата работа во повисок чин и цела телевизија бруи дека гледајте председателот плаќа казна. Што е кај нас? Што се работи кај нас? Немојте бе луѓе да се замараме со глупости, не сум може скроз на темата, али... Не, добро, јасно, тоа е околу... Save City има да важи и за ИСО, и за Петре, и за... Немој да правиме. Не е така, ништо не правиме. Па била министерка, што сака нека биде. Не знам колку ми е времето, само дискутирам од што сум препален. 20 на секунди, слободно да имате. Да, затоа ви велам. Се до тогаш, додека си бираме ние суди ова, она што по наш избор нема да бидеме држава. Реков, ќе се смени утре друга власт, ајде нови. Пак ништо нема ова држава. Нема. Готово. Да, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден, почитувани. Да, почит да вас повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, повелете. Па еве да речиме, ново избраниот уставен судија е партиски определен, без оглед дали е бил член, не бил член, еве да речиме е партиски определен. Што тоа менува? Еве јас сум партиски определен. Што тоа менува? Имам квалификации да се јавам во емисијата. Дали може да се раздели од професионалното и од влијанија секакви, да? Да. Или, например, овие што го нападна новоизбраниот уставен судија дека бил партиски, не чув нешто коментар дали Кацарска е партиска, определена, Русковска, Ленчеристовска, па ако сака тие Пасиев кога влезе во обвинителството, тој партиски влезе или не партиски во СЈ, како стручен за работа. Знаете, тие што го напаѓаат овој уставниот судија за ова не коментира, за овие дали се партиски. Или еве, ајде да тргнеме семејно. Се зеде некој критериум семејно. Ми имаме семејство во Струмица. Не, па јас рекам дури семејниот е можеби и подложен на тоа, да. Па пола фамилија му е на функционерот сега во бегство по екзотични дестинации, те марихуаните, не знам какви тендери замешани. Сега што да правим? Или ако во моето семејство или фамилија нешто некој сгрешил, сега јас немам квалификација да се јавам во емисијата, или друг слушател, или гледач, или новинар, смее да биде определен. А што ако па новинарот ми звучи дека е партиски определен? Што да? А каде постои забрана да е партиски определен или да не е партиски определен? Или јас ќе си земам за право како во
тоталитарното едноумие да определувам што е непартиско, што е партиско, што е половно, а што не половно. Значи, од некои навики, некои луѓе не можат да се ословат. И добро е тоа што Северна се стави како зачин во оваа приказна, за да разликуваме кој е со народот, а кој е против народот. Така ќе го... Така, благодарам ве, поздравувам. Би рекол дури дека е поподложно на влијанија семејното, непотистичкото, пријателското или каква и да е друга релација, велам дека уште подоминантна од партиската. Може би грешам, но колку има партиски приврзаници, членови и така натаму, кои не успеале некаде да просперираат. Тие се, да, зошто и тој израз лепачи на плакати. Но да, некој успеал врз основа на одреденијете, успеал да се пробие, да допре до некаде и така натаму и да стигне до некоја позиција без некоја, да речеме, конкретно испорака на не знам, стручност, професионалност. Но огромен број е кои не успеале, а се партиски. Од друга страна, се едно, симпатизери членови, на која и да се опција. Од друга страна, пријателското, семејното, тој непотизам. Па тука јас би рекол дека апсолутно, ако се направи едно, како родословно стебло, да се расчлени, дека тука без исклучок. Ако е функционер, нема да најдете таму, не знам, до трето, најмалку, да не кажам и до пето колено, да некој, не знам, не знае што да прави, дека нема работа или таква и слична ситуација. Туку е или на одлично место, или е успешен. Одлична фирма, гениалец. Сите се. Така да тука би рекол без исклучок тоа функционира. И не само дека во други бранши. Туку ако едниот во истата бранша е и тој, во истото предпријатие, институција, суд, здравство, министерство, државна компанија, сите се успешни. Сопруги, синови, керки или фирми имаат, или државни работи, контроли на летање и така натаму. Тука би рекол без исклучок. И пријатели. Тоа е таа, би рекол, прв ешелон релација која е пресудна. А ова партиското, да, тука е до ешалоните, кој е меѓу првите и ајде, имате некој да му дадеме на ово, ете, лепи плакати, добар е, трча по нас, ајде нешто, па може да се провлече. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете. Вака сега, не е да е партиско, него више партиско е поставен човекот, затоа што на Мицкоцки му треба човек за гласање на пензионерите линеарно и процентално. Нек на гласа 4-3, сега со него 4-4 ќе биде, преки владата нема пари, мора да гласа он линеарно и сите ќе гласат по лјадарка ќе даде. Што се однесува тоа? Тоа значи дека јас да не кажам, мене ми кочи у време на целата година над 30.000 денара ми крати, 30.000 денара ми крати тој човек овој што го пренесе сега на власт. А овој од Велес, што го нарече Диме и овој полицајцот што некој нечовеци, нема право да биде така присутен, затоа што он кога вика Диме да јаде, он нека јаде го раби, кажете му слободно. Така, да, ви благодарам, но да не одиме навистина во таа насока. Имаме ли време за уште некого да слушнеме или сме на крајот, да. Имено, па токму врз основа, јас се надевам и дека позитивно ќе се израдуваме, дека врз основа на одлуките на судовите, на обвинителството и така натаму, ќе констатираме дека работат независно и непристрасно. Тоа не може да се скрие. Така да, дали е некој навистина во нечија преградка или под нечiji притисок и какви квалитети има и како проценува, ќе покажат резултатите, пресудите. Токму како и ова, јас можам да зборувам дека сум ваков и таков, но ако фаворизирам некој да дозволувам да се изнесуваат тие, да се шири омраза и без кој што ќе јаде, попусто зборувам тогаш, се покажува другото.
дека сум на една или на друга страна, или на ниедна страна, но дека сум повторно маша на некои други интереси. Затоа велам, значи, овие резултати кои допрва треба да дојдат од овој веќе променет состав, ќе покажат каде се движиме, а јас се надевам дека тоа ќе биде во некоја насока подобра, која ќе покаже дека дури да се одлуките можеби неочекувани, дека се самостојно донесени врз основа на токму тие капацитети и тие импресивни биографии и искуства, а не како нарачка, што најчесто го прават пратениците. Едно мислат, но копчето однапред се знае за кого ќе биде притиснато. Ете, истече тука нашето време. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Ви посакувам добри размислувања, самостојни, без влијанија и добро расположение, не е деструктивно. Дури и оние кои се фанатици, ете, ги гледате и тука има фанатици. Бидете фанатици ако не можете да бидете нешто друго, ама поумерено, не е толку фанатично. Довидување.